Тој проект е финансиран од Европската унија. Имплементатор кај нас е Светска банка и е финансиран со 47.000 милиони денари, 238.993 милиони денари или поточно 87% од вкупната вредност на целиот износ кој што не чини паркот. Општината учествува со 7.342.832 денари, пари околу 13% учество, каде што ќе одат најмногу за хортикултурно уредување, поставување на урбана опрема и изградба на детското игралиште. Станува збор за изградба на едно детско игралиште, реконструкција на скейт парк. Имаме постоечки скейт парк, сега ќе се реконструира се со цел да се направи скейт парк кој што ќе биде од меѓународни, ќе ги запази меѓународните стандарди. Потоа ќе се направи игралиште за одбојка на песок, фудбал на песок, нешто што кај нас е дефицитарно, да кажеме, а сепак интересот е голем. Потоа одлучивме да има една содржина која што во Македонија, освен во Пехчево, ја нема на друго место, и тоа Пехчево во многу мала форма со постоечки дрва, а тоа е овој адреналински парк со квадратура од 1600 метри квадратни. Адреналинскиот парк ќе биде и за деца, и за возрастни. Долното првото ниво ќе биде наменето за деца, а второ и трето ниво нагоре ќе биде за возрастни. Секако сигурноста на адреналинскиот парк ќе биде од најголемо ниво, поради тоа што ја проектира странска проектантска куќа, која што мора да има посебни сертификати, ќе им поправи ЕН 567, каде што гарантираат за сигурноста прво на изградбата, а потоа на обуките кои што истите тие ќе ги имаат кон нас, тоест лица кои што ќе бидат задолжени за баш за овој дел од спортскиот адреналински парк, за не да Боже да не се случи некоја сериозна повреда на нашите посетители. Ќе бидат поставени лежалки кои што се иновативни, тоест лежалка која што ќе работи на систем на сончеви колектори за да може да послужи за релаксација, читање и слично. Ќе има едни гумени топки кои што ето и по тоа ќе бидеме иновативни, кои што ќе послужат за малку крејвање на адреналинскиот момент, тоест тепање на песок, борење, не знам како да го наречам тоа, помеѓу два тима противници и едно мало скверче тука со фонтана за пиење вода. Има две опции. Една опција е да се оди кон формирање на јавно предпријатие од страна на општина Карпаш, а втората опција е да се направи јавно-приватно партнерство со некоја фирма. Секако градоначалникот и советниците од општината ќе одлучат која од овие две опции ќе биде најисплатлива секако за нас и ќе се одлучи, имаме некаде рок до ноември-декември 2019 година да дадеме одлука за тоа како ќе функционира. И во едниот и во вториот случај одржливоста ќе припадне или на општината или на општина јавното предпријатие и размислено е за тоа, значи ќе има нови вработувања преку овој парк, предвидено е над 20 нови вработувања. Тука ги се вклучува издавач на билети, потоа одржувачи на хигиената во самиот објект, 8 спасители на самиот овој објект, 20 вработени кои што ќе бидат надлежни за игралиштата за одбојка на песок и фудбал на песок, и еден кој што ќе раководи со самиот овој објект и понатака сметководство, финансии и слично. Значи, верувам дека во многу скоро време ќе се одлучи за кој тип општината ќе реши да управува со самиот овој објект, доколку сакаме нормално да остваруваме приход како општина, а треба да остваруваме приход за да можеме да имаме средства да го одржуваме целиот овој објект. Се тоа чини во суштина многу пари, 20 вработувања воопшто не се малце и при тоа дека зборуваме без уните што го кажа инспекторката за пазење да не е тој парк за 2 дена настане како што се сите други. Верувам дека тоа некои допълнителни средства. Сега тоа ќе се плаќа од буџетот, од пари кои не се од Европската унија, односно од 80%, така? Тоа ќе се плаќа од остварените приходи од наплатата на билетите од паркот.
Колку посетители очекувате тие дни? Како беа предвидувањата? Да. Сега, да. Па вака, она што планираме е да се понуди на сите туристички агенции во Република Македонија како да го нудат како дневна екскурзија овој, ќе го наречам објект, овој парк. Исто така да се даде можности барем еднаш на полугодие децата да поминуваат еден ден во природа и да ги запознаат со држините и да уживаат во сето ова, така што она што нашите предвидувања кажуваат дека би имале над 15.000 посетители во сезоната во која што ќе работи, пошто ова е сепак сезонски. Би работеле некаде, се планира од април па до октомври месец, доколку се приклучат и средни училишта да се направат еднодневни тури, да се наплаќаат билети, тоа веруваме дека би имале многу повеќе приходи од сето тоа. Значи, на Скопје како град му личи им ќе му користи баш тие тој капацитет на појасите покрај Вардар, да ги користи за што повеќе пошумување, да не речем за што повеќе да. Тоа не значи дека од време на време не треба да има и одредена забава, ама ми пречи кога тоа никој не сака да го види во целина, него се концентрираме стално на вакви отсечоци, па после на некој друг отсечок, не водејќи сметка што е во забавниот парк, во градскиот парк, или што ќе биде понаваму. Значи, ми пречи што тој појас не се работи во целост првен како концепт, па после да се влезат во деталите во парчиња. И јас пак ќе се извинам, ама за мене сметам дека е покорисно и сега и за иднина појасите да се гледаат како урбани шуми, повеќе како урбани шуми, отколку како забавни паркови.